Добре, криптоентузијасти, гледате и сами, значи постојано се обидуваме да направиме што можеме повеќе работа околу нашиот датабейс на нови токени, односно плейлистата за која што разговараме, кои ни токени, нивно истражување, но за жал едноставно не можеме да дојдеме до таков момент со оглед на фактот дека постојано има некои други побитни работи како оваа ситуација, моменталната ликвидација која што се случи, каде што нели очигледно имаме голема промена на пазарот. Сега, прво мораме да објасниме од каде се тоа потекнува и како се тоа се случи, нормално, со цел и гледачите да има појасна слика, затоа што и во оваа ситуација, значи повторно многу повеќе игра фундаменталната анализа, улога, ваквиот пат, отколку самата техничка анализа. Затоа и прво ќе го обработиме фундаменталниот дел и од каде потекнува волку голем страх на пазарот, за понатаму да поразговараме за техничкиот дел. Значи прво и најбитно што мораме да разбереме е дека ова не беше на првиот ден и вториот ден од тужбите на SEC, кога прво беше нападнат Binance, а потоа беше нападнат Coinbase. Значи гледате, на тие два дена буквално немаше никаков проблем и се уште немавме толку голема паника на пазарот. Паниката настапи после неколку действија кои што беа превземени на пазарот од страна на овие субјекти и тогаш не беше испаничено од страна на малите играчи, туку од страна на големите играчи. Затоа и дојдовме до ваков голем момент на ликвидација. Сега, ќе го објасниме тој дел. Да речем, неколку потенцијални едно по друго акции доведоа до ваков голем пад на пазарот. Прва и најбитно нормално е тоа што Binance US целосно ги суспендираше користењето на US долар, значи на нормално американскиот долар на нивната платформа, и ниту за депозити, ниту за извлекување. Што значи дека вие и понатаму може да користите Binance US, но мора тоа да го направите како крипто, може да го полечите вашето крипто како крипто на ваш собствен леџер или како ви да имате cold wallet. Така да во оваа ситуација имаме целосно запирање на сите да речем трансфери кои што се поврзани со US долар. Тоа е голем степен на паника, затоа што најчесто се очекува дека нешто не е во ред со самиот Binance.us. Значи ние моментално нема да се секираме дали Binance US ќе преживее или не, или Binance, тоа воопшто не занима. Нас се интересира како ова моментално ги погоди биткоин и останатите алткоини за кои што ќе направиме соодветна техничка анализа во ова видео. Второ последователен чекор кој што се случи е ситуацијата во која што Robinhood направи делистинг на 3 од топ 10 да речем коини, 15 ќе речеме, Cardano, Polygon и Solana, директно по практично имплицирањето од страна на SEC дека овие 3 заедно со уште други 12 коини представуваат хартија од вредност. Така да во оваа ситуација имате една од големите, сега ова не е само менувачница, они имаат и лиценца за брокер дилер, односно истите нели можат и да работат со нормални хартии од вредност, со во случајов нели equity и се слично, така да поради оваа причина е голема работа затоа што Robinhood тргува со многу повеќе, да речем, различни капитални добра од самото крипто. Така да поради оваа причина тоа е голем удар, затоа што има многу луѓе кои што исклучиво купуваат, продаваат и држат крипто на оваа платформа. Така да ова како еден од најголемите играчи во Америка кој што држи крипто коини, беше сериозен удар на пазарот, посебно кога станува збор за вака големи проекти како Cardano, Matic и Solana. Следна битна работа која што се случи исто така, која што е доста битна, е тоа дека Coinbase самиот по себе доби downgrade, ако се ќе тоа го објаснуваме, значи Moody представува една има неколку кои што се светски реномирани и кои што треба да дадат соодветна вредност на хартијата од вредност, односно акциите кои што се издадени од одредени компании и држави. Така да Moody's ви дава оценка во однос на тоа колку голема доверба може да имате во, да речеме, акцијата која што ја издава самиот Coinbase, со тоа што ваквата практично downgrade, односно нели одземање на вредноста која што има оваа хартија од вредност, исто така делува многу негативно на целиот Coinbase како компанија и на страна нормално на неговата изложеност на криптосекторот во моментов кога SEC го гони. Така да гледате дека има доста паника на пазарот. Значи, оно што сакам да ви го покажам, кога последниот пат ви го покажав на самиот crypto.com, значи сега ќе го покажеме за да видите како тоа изгледа. Значи пред да продолжиме да видите од каде дојде тој голем момент на ликвидација, затоа што на почетокот тоа не се случи. Ова беа неколку чекори кои водеа до тој момент. Значи затоа уште еднаш ќе ги погледнеме во оваа ситуација
снапшотовите, само да ги најдам. Тука би требало да се... А не, на CoinMarketCap. Се извинувам. Okay. Значи на CoinMarketCap знаете и сами дека има снапшот, тоа е уствари историски снапшотови од моменталната ситуација на пазарот во претходни датуми низ историјата. Тоа што ќе се задржиме на еден конкретен датум кој што буквално беше многу сличен на ово што моментално го поминуваме. А тоа е 2021 мај, посебно 20 февруари тоа беше, само момент, мај. Значи 23 мај, каде што имаме огромен пад на пазарот и знаете зошто е тоа. Тоа е поради кракдаунот кој што го направи Кина врз самиот криптопазар со целосно блокирање на майнинг и со блокирање на трговија и држење на криптовалути. Со тоа што гледаме дека во еден ден, значи во оваа недела така речено, 41% Ethereum изгубил вредност. Cardano 42, Binance Coin 53, Dogecoin 40, 45 XRP 35, интернет компјутер Polkadot 57, Bitcoin Cash 52, значи да не продолжувам понатаму, ми разбирате поентата. Значи во една недела имаме половина од вредноста на сите овие алткоини отишла крај. Со тоа што нормално и самиот биткоин изгубил 25% од својата вредност. Доколку се придвижиме една недела напред од оваа ситуација, што е 30 мај, чисто да погледнеме како стои работата, гледаме дека постепено пазарот почнал да се враќа назад. Значи гледате, имаме 13% плюс на Ethereum, Cardano 19, Binance 23, Ripple 13, Polkadot 13, PS2, Uniswap 19, Bitcoin Cash 71, Polygon, така. Значи еве ти продолжиме понатаму уште една недела. Тоа не значи дека ќе биде исто, но она што мораме да го забележиме е тоа дека во вакви ситуации кога имаме таков голем пат, имаме многу добро ресетирање на индикаторите, каде што сме спремни за потенцијален следен скок. 13% на Ethereum, 20% на Binance Coin, ова една недела потоа. Значи скокот продолжува и понатаму, гледате. Иако можеби не е толку голем како претходно, но скокот продолжува понатаму. Сега, она што мораме да го забележиме е дека ваков масивен голем пад на пазарот потекнува од многу компоненти, не е од еден, не е само од една ситуација, туку ова се многу работи кои што довеле до ланчано врзување на други, да речем, лоши ситуации во пазарот и на тој начин добиваме општ страф на пазарот. Во оваа ситуација, општиот страф на пазарот потекнува од повлекувањето на ликвидити на неколку маркетмейкери. Маркетмейкери представуваат големи компании кои што држат огромна количина на одредени токени, кога станува збор за алткоин, сцената нормално. Со тоа што ако погледнеме overall, значи во еден ден, ова е рекорд својствен, значи во еден ден имаме 348 милиони ликвидирани. 348. Тоа е во текот на вчерашниот ден, 10 јуни, а денеска гледаме дека имаме само 7. Тоа значи дека првенствено голем дел од ликвидациите потекнуваат буквално од ликвидирање на лонг позиции. Значи ова се 348 милиони лонг позиции ликвидирани, затоа што луѓето мислеа дека веќе се спремни за следен скок нагоре. Така да ова е искористено против нив очигледно, а ова е само на биткоин. Значи замислите кои се ликвидациите кои што алткоините ги доживеа, за да доживеат минус 20, минус 25%. Со тоа што повторно многу е по-мал падот за разлика од неделата кога Кина одлучи да го банира криптомајнингот и да го прогласи практично крипто за нелегално во Кина. Така да, значи овие ликвидации доаѓаат поради тоа што големи компании, значи овде кај сега на пример детално објаснето од каде се до тоа потекнува, но големи компании, на пример Schmitter Capital повлекува во еден ден 2 билиона долара во значи само да го најдам тој дел, значи 2 билиона долара ликвидира само во еден ден од се што поседува практично крипто алткоин. Еве ќе го најдам и овде затоа што таму не е точно пишано. Значи во овој артикл е пишано, јас тоа го најдов и како нивен твит, но сега да не мораме да бараме низ него, ќе го најдеме овде. Само момент. Значи еве официјалниот твит каде што 2 билиона алткоини се ликвидирани со цел да на некој начин се намали ризикот врз компанијата, посебно со оглед на фактот дека Robinhood направи делист на овие три големи коини. Истото понатаму нормално го следеа и други
Во оваа ситуација станува збор за две компании, тоа се Cumberland и Jump Trading. Односно ова не е името на компанијата, името на компанијата е, веднаш ќе ви кажам, Jump Crypto и Cumberland. Што ова се исто така два големи провайдери на liquidity, кои што, гледајте, значи имаме огромен број, посебно на Matic токени, 9,4 милиони Matic токени се депонирани на Binance и на Coinbase заедно, каде што ова е огромна ликвидација на цената, која што е директно продадена и повеќе се. Значи, Cumberland 9 милиони на Binance и 5 милиони на Matic, значи тоа се 14 милиони. Само Cumberland. Овдека не е ни ставена втората, која што е Jump Crypto, но како и да е, ми разбирате поентата. Значи, тоа е поентата во цела оваа ситуација, каде што имаме огромно продавање од компании кои што не се сигурни за пазарот и сакаат да се оттараса од она што е ризично. Ова се компании кои што и понатаму работат за крипто. Значи, како што може да видите на официјалниот профил на Шмитар, истиот представува крипто proprietary trading firm, што значи дека они и понатаму тргуваат крипто, но она што го направи е уствари поголемиот дел од овие алткоини нормално ги променија во поголеми, а тоа се биткоин и етериум. Затоа и биткоин и етериум со оглед на фактот дека се најстабилни од целиот крипто сектор, наместо да паднат 20%, паднаа 5-4%, затоа што голем дел од овие ликвидации кои што беа направени од најголемите, како што кажаме како ADA, како Matic, како Solana, беа претворени во биткоин и етериум. Затоа и немавме толку многу голем пад на биткоин и етериум, затоа што тоа е она укрупнување што јас ви го кажувам. Кога сме на почетокот на bull market, многу од луѓето се држат до оние големи коини, она е тоа што јас ви го кажувам што на самиот почеток, со цел да го намалат својот ризик од потенцијален следен пат. Сега, само за да завршиме во овој дел околу она што моментално се случува, би сакал да напоменам дека многу битно е да разбереме во целата оваа ситуација дека тоа што го губи Америка не е крај на светот. Тоа е само проблем на американците, нека му мислат они. Значи, како ќе купуваат таму и што ќе прават, тоа е нивни проблем. Како што кажав и во еден мој коментар вчера, значи ова моментално што го прават американците е голема услуга за нас, затоа што добивме шанса дополнително да го надградиме собственото портфолио и ги депониравме оние последни 10% да купивме Algo, ADA и Matic. Понатаму ќе направиме соодветно видео за портфолиото и слично. Сега сакам повеќе да се задржам на техничка анализа и на фундаментална анализа на моменталната ситуација, каде што гледаме дека не е целиот свет намршен за крипто, туку е сосема спротивно. Значи, Хонг Конг, зборуваме за Комисијата за хартија од вредност на Хонг Конг, го поканува Coinbase и покрај тоа што моментално Сек е морон, го поканува Coinbase во својот регион. Значи, ова треба да ви каже се. Дополнително ова носи кон оно што јас постојано кажувам веќе барем еден месец, дека во оваа ситуација имаме момент каде што поголемиот дел од биткоин и крипто пазарите, без разлика дали станува збор за капитал, чување на биткоин, етериум и останати алткоини, или пак станува збор за менувачици, станува збор за соодветни проекти, се придвижува кон исток, што мене многу ме радува. Не велам дека исток е многу подобар, но во оваа ситуација на исток е многу подобро во однос на бизнис климата за ваков тип на проекти и генерално сферата на крипто. И дополнително уште еднаш, ова е надграден чарт од оно што претходно ви го покажав, каде што беше 7 со 6. Значи само за неколку дена Гери Гангстер успеа да направи, значи да се промени од 6 со 7 во 9 со 11. Значи 11% од претходната доминација, каде што имавме многу голем капитал фокусирано во Америка, се преселил во Азија. Значи тоа е уште подобро, дури и во Европа, со оглед на фактот дека и во Европа се зголемил во последните неколку денови за 1,1% практично приливот на средства од страна на западните пазари. Значи, уште еднаш ќе напоменам, ова е децентрализација. Предходно многу од проектите и капиталот беа фокусирани во Америка. Ова е добро на долг рок за криптовалутите, а дополнително е добро и на краток рок затоа што ни дадоа шанса да докупиме уште нешто, затоа што веќе цените поминаа нагоре доста високо. Така да верувам дека за поголем дел од луѓето што чекаа ако падне, еве шанса да падна, значи или сега или не знам дали ќе добиеме повторна шанса, иако не можеме да бидеме сигурни затоа што гледате, без разлика колку ние сме уверени и сакаме и понатаму, нели, и ќе финансираме и ќе докупиме и се,
Значи не е тоа секогаш така за целата криптосфера. Гледате, во оваа ситуација овие големи играчи одлучиле дека за нив е стратешки подобро да продадат, да купат на многу поевтина цена или да променат моментално во биткоин и етериум како најголеми криптовалути. Така да не можеме да бидеме сигурни дека нема да постоја Black Swan евенти. Затоа и ви реков, значи јас тие 10% ги чував уште во почетокот, а тоа беше јануари оваа година, каде што не ги лоцирав со цел да не случајно дојде до ваква ситуација која што моментално се случи. И некој ме праша, а што ако има повтор или ако падне подлабоко? Значи вака, не може да ги купите сите типови, можеби ќе имаме некои средства на страна од она што го акумулираме нели во текот на овие неколку дена, месеци, недели што и да е, но не можете да ги купите сите типови. Како што кажав, нас ни е клучно, најбитно да се алоцираме што можеме поблиску до апсолутното дно на овој bear market. Сега, многу битна работа која што мораме да забележиме е тоа што јас го кажав уште на самиот почеток. Гледаме според Total 3, значи она што го кажав во претходното видео, само ќе го напоменам уште еднаш. Значи Total 3 ни представува вкупниот market cap без во оваа ситуација без при тоа да ги сметаме стейблкоините и биткоин. Значи ова е само altcoin market cap. Каде што гледаме дека не сме ни над bull market support бендот, не сме ни над 4 EMA, значи 200 неделната средна вредност. Со тоа што во оваа ситуација ќе го додадеме, затоа што тоа ни е битно за да направиме соодветна техничка анализа. Пред да започнем, сакам да ви напоменам, че ќе разговараме за Ethereum, Ripple, ADA, DOT, BNB, Sol, Matic, AVAX, Link и Atom. Тоа се 10, да речем, најголеми проекти, кои што се и по market cap и по значајност на овој пазар моментално, за да утврдиме како прилика изгледа ситуацијата кај секој од овие на техничкиот дел. Рековме прво ќе го додадеме само момент 4MA, значи не. Еве кој. Добро, со тоа што сега треба и да ги подесиме практично, значи ќе биде 50, 100, 200 и одека ќе биде 300. Со тоа што уште еднаш ќе напоменам, не е лошо сами, ама на неделно ниво. Да. Сами да ги научите овие индикатори од она што моментално ние го имаме во претходните нели видеа, само треба да ги погледнете на нашата техничка анализа, каде што имаме соодветни едукативни материјали. Сега, значи на макро ниво ги ставаме секогаш 50, 100, 200 и 300 неделна вредност со цел да видиме каде се наоѓаме. Знаете и сами, оно што го спомнавме многу пати, е дека 200 неделната средна вредност во оваа ситуација треба да ни биде водилка и поддршка во целиот bull market. Со тоа што гледаме дека дури биткоин се наоѓа под 200 неделната средна вредност после последниот пат, но се наоѓа на долната граница на bull market support бендот, така да до крајот на овој ден и потенцијално утре може да се случи и да завршиме над 200 неделната средна вредност. Но поентата е дека кога конечно ќе направиме успешна корекција од 200 неделната средна вредност, затоа што само што пробивме нагоре, ќе можеме да разговараме за потенцијално следно движење во bull market нагоре. Зошто е тоа така? Значи претходно го објаснуваме, ќе го објасним уште еднаш. Значи 200 неделната средна вредност ни представува поддршка во претходните bear маркети, како што е во 2019 и оној во 2014 и 15. Така да поради оваа причина ќе очекуваме истото го добиеме и од алткоините, како и од Total 3, односно тоа не е во оваа ситуација, значи вкупниот маркет кап на сите алткоини со исклучок на стейблкоините и на биткоин. Само да напоменем уште една битна работа, значи добивме 5% помалку намалување во текот на вчерашниот ден, 5% намалување на маркет капот во текот на вчерашниот ден, кој што допринесе за практично десеткување на алткоините, значи тоа е оно што мораме да го забележиме, а ова е за да видите како тоа изгледа, значи сега ќе го намалам само на последниот дел за да ни биде појасно. Значи гледаме дека тоа се случило неколку пати до сега, да имаме ваков голем пат, но овој беше и пропратен со многу голема паника, така да моментално од 1 трилион и 145 билиона се намаливме на 1 трилион и 100 билиона. Значи тоа се 45 прилика билиона во еден ден, кој што тешко се одразија на алткоините, како што можеме да видиме. Во однос на биткоин немаше толку голема, да речем, штета, уште еднаш ќе напоменам,
Иако излеговме од овој канал, што тоа многу ретко се случува, значи гледате имаме некои периоди надвор од овој канал, но најчесто се наоѓаме во истиот, во целиот овој bear market, но моментално гледаме дека сме надвор и оставаме да видиме како тоа ќе се задржи, но во исто време можеме да забележиме дека овој левел кој што ни беше претходниот пат капитулација на 12 мај, сега моментално ни представува поддршка на цената, а тоа е само дневно ниво. Значи е доста слаб, но се уште е значителна поддршка на цената. Во однос на тоа каде се наоѓаме, многу појасно се гледа на овој дел од чартот, каде што рековме дека имаме конверзија од многу индикатори кои што ни помагаат да задржиме цената. Првенствено се наоѓаме на долната граница на bull market support band, се наоѓаме направивме баунс повторно од во оваа ситуација колапсот на Terra Luna. Значи тоа беше буквално горниот трейдинг рейндж на Wyckoff акумулацијата, ако се сеќавате многу пати објаснето. И значи на некој начин се уште имаме неколку индикатори кои што во оваа ситуација ни ја држат цената на соодветно ниво, со тоа што дополнително ако поставиме Фибоначи, можеме да видиме дека 50% од корекцијата од претходно движење нагоре ни се точно на ова ниво кое што моментално го имаме и од самиот Terra Luna колапс, а е многу близко и до самиот bull market support band. Така да многу е битно да видиме како ќе заврши неделната свеќе вечер, да видиме дали сме успеале да се здржиме над bull market support band или моментално се наоѓаме под него. Така да тоа е исто така многу битен момент. Истото би го кажале луѓето и за 200 неделната средна вредност, затоа што неуспешни моменти да пробиеме над 200 неделната средна вредност некогаш водат до ова. Значи ако не успееме успешно да се коригираме, може да добиеме пат, но не забравяйте дека овој голем пат е COVID. Затоа и се случи. Значи ова би било многу по-нормално коригирање под bull market support band, ако веќе станува збор за корекција, каде што значи имаме во оваа ситуација чисто да погледнеме што се случило, кога не сме успеале успешно да се коригираме, добил 17% пат биткоин во текот на една недела, слично и на вториот случај, со тоа што пак ќе напоменам, не мора да значи дека ќе биде исто, но очекувано би било доколку не успее да се врати на 200 неделна средна вредност, ова крвопролевање, така речено, да продолжи и понатаму. Една многу битна работа која што се случи во оваа ситуација е тоа што добивме ресетирање на индикаторите. Оно што ние го баравме веќе некое време, ако се сеќавате, затоа што бевме многу високо. Значи ќе се вратиме прво назад на месечно ниво да видиме каква е ситуацијата. Значи погледнете и сами, на месечно ниво добро, сепак таму значи многу тешко се менуваат работите, неделно е многу побитно, на неделно бевме доста високи. Значи на неделно ние направивме дури и локален врв во моментот кога достигнавме до 31.000, со тоа што моментално гледаме дека 100 RSI е на 19, значи е веќе 10 поени под нивото во кое што се рачуна како препродаден. RSI моментално е точно на 50, што многу често се случува да биде и корекција за повторно движење нагоре. Значи MACD, VWAP и одливот на пари се уште негативни и се движат надолу, но како што кажав, моментално оваа недела ни нуди многу големи работи кои што мораме да видиме како ќе се одразат и на криптосферата и на алткоини, значи генерално на целата оваа сфера. Зошто го велам тоа? Рековме, на 13 имате одлука на владата на Америка, представена преку она оделение од Конгресот кој што се занимава со финансии, кој што треба да заседава за иднината на криптосекторот, баш поради ова што моментално Гери Генслер го направи, така да мора да видиме како они ќе се покажат и што они ќе направат во однос на ова. Ако добиеме позитивни вести од овој момент, може многу добро да се одрази на целиот криптопазар. Но мораме да видиме како ќе се постави Конгресот на Америка. Сега за сега гледаме дека е доста загрижен и дека има проблем, тоа што моментално и самите гледаат дека имаме огромен одлив на средства од Америка, што нив не име во полза нормално, можеби на Гери му е, но останатите дефинитивно не име. Така да, тоа е првата работа. Втората работа рековме дека се Hinman меловите, кои што ќе ги добиеме на 13 јуни, одвај чекам, тоа е само за 2 дена од денес, каде што може да добиеме, не знам, можеби потенцијално и крај на XRP случајот, но тоа мораме да го видиме. И третиот е стапката на инфлација и 14 состанокот на Федералната резерва. Така да оваа недела ќе биде клучна. Ако Федералната резерва одлучи да направи пауза, во претходното видео на техничка анализа поразговаравме малку повеќе околу ова, ако Федералната резерва одлучи да направи пауза, тоа ќе биде одлично за криптосекторот, затоа што верувам дека тоа ќе ја врати довербата на криптосекторот барем делумно, нели, во овој сегмент. Така да имаме три потенцијално позитивни настани кои што може да се случат,
кои што се уште не можеме да бидеме 100% сигурни да ги биде позитивни, но може да помогнат многу во коригирање на криптопазарот нагоре, со оглед на фактот дека веќе добивме солидна корекција надолу. Значи и за разлика, ако ги споредиме моментално Fear and Greed индексите, значи можеме да видиме дека Fear and Greed индексот на традиционалните пазари е крајно во екстрема, само момент да се излодира, значи 77 ова е многу високо, додека за разлика од тоа Fear and Greed индексот на крипто е на 47, крајно неутрален, така да имаме доста простор за движење нагоре. Тоа е во однос на биткоин, значи она е тоа што јас го кажувам постојано дека ни се потребни овие корекции за да можеме да земеме сила за повторно движење нагоре, додека сега ќе направиме, како што кажавме, постепено техничка анализа на сите овие поред, односно прво почнувајќи од Етериум. Тоа што само на брзинка би сакал да спомнам уште еднаш, она што го кажувавме во однос на самиот Total 3, дека самиот market cap се уште не е спремен за придвижување нагоре, затоа што и на овој можеме да направиме стандардна анализа. Но, оно што можеме да заклучиме е дека е многу добро, да речем, коригиран. Значи, RSI се наоѓа на 35, што е најниско што некогаш било. Гледаме, значи, у 35 е буквално дното на претходниот bear market, така, значи на овој bear market. Потоа, сток RSI е на 8, што е крајно препродадено. Имате ниски вредности во оваа ситуација на MACD и на VWAP што се многу длабоко под нулата, така да прашање на време е кога ќе почнеме да се движиме нагоре. И уште еднаш ќе напоменам. Дури да имаме outperformance од биткоин моментално на алткоините, значи јас лично инвестирам многу повеќе во алткоини, затоа што самите по себе ќе има многу подобар перформанс подоцна во бул маркетот. И дури да закасите малку во однос на алткоините, кои што многу подоцна почнуваат да прават профит, ќе имате многу повеќе шанса и многу повеќе, да речем, иксови за движење нагоре, за разлика од биткоин кој што веќе, како што кажавме, ако пресметаме од претходниот лоу, значи истиот веќе има многу голем профит во текот на, значи 104% се дуплирал од почетокот на годината до сега. За разлика од тоа, максималната вредност која што, пример, алткоините во просек ја добиле е негде околу 41,5%. Што значи дека се назад во напредокот во овој bull market. И дополнително, доколку погледнеме ова на месечно ниво, можеме да видиме дека скоро па само што не добивме дупло дно. Така да ова е доста битно, затоа што ова дополнително ќе се одрази за движење на цената нагоре и нормално се наоѓаме многу надвор од Болинџер бендот, кој што не дозволува такво нешто, затоа голема веројатност дека ќе добиеме враќање барем во долната граница на истиот, пред понатаму да видиме што ќе се случува. Но знаете и сами дека најчесто кога Болинџер бендот ќе допре едната страна, се придвижува кон другата. Па повторно назад, па кон другата, што значи дека ако сме биле овде, голема веројатноста дека наскоро ќе се придвижиме нагоре. Со тоа што не заборавајте дека и bull market за power band и 200 неделна средна вредност се наоѓаат под нас. Мораме да се најдеме над нив за конечно да можеме да кажеме дека сме здраво во следниот bull market. Етериум. Значи Етериум исто така не изгуби премногу, со тоа што нормално ќе се врати прво на месечно ниво. Значи Етериум на месечно ниво, како што можеме да видиме уште во текот на целиот овој bear market, значи гледајте, целиот овој bear market Етериум се наоѓа во оваа корекција надолу, која што заврши на 78,6%, односно врвот на претходниот bull market, кој што е негде околу 1085, без blow-off top нормално, значи 1085 до 1100, така нешто ќе дојде. Значи оприлика 1100. Тоа што гледаме дека ова ниво моментално представува поддршка на целиот овој bear market на Ethereum заедно со 200, сега ова не е веќе 200 овдека, ќе треба погледнеме на неделно ниво. Значи во оваа ситуација, само да видам дали се намести дека што треба, 500, да. Значи 200 неделна средна вредност е се уште над нас, дури и на, не, се наоѓаме под неа, само момент. Да, се наоѓаме доста над 200 неделна средна вредност, што е добра работа, затоа што кажаме дека колку повисоко се наоѓаме над 200 неделна средна вредност, толку подобро за нас во следниот bull market, со тоа што повторно секогаш е добро да направиме корекција до истата пред да продолжиме нагоре. Што значи дека и да се придвижи малку подолу, мене не би било проблем.
Битниот момент кој што можеме да го забележиме е дека се наоѓаме во ова поле кое што ние очекувавме да биде акумулационо поле за Етериум и се уште се наоѓаме во истото. Значи погледнете ги нашите стари видеа, ќе видите дека овие полиња се тоа што гледате моментално не е променето, само сме додале можеби некои индикатори за да видиме точно каде се наоѓаме. Така да во оваа ситуација, значи ова поле е полето во кое што очекувавме да направиме акумулација, а Етериум се движел цело време во истото поле, со тоа што рековме, тоа е над претходниот врв. И ова единствена среќа во движењето нагоре на овој бран, што беше уствари bull маркет од 2021 година, представува отпор кој што моментално представува поддршка на цената на Етериум во целиот овој сегмент, додека горната граница повторно представува отпор за придвижување нагоре. Гледано од последната корекција, значи доколку поставиме Фибоначи, гледаме дека цената ни се наоѓа на 38,2, што е практично, гледате овдека, била истата отпор за моментално да пробие и да ја ретестира оваа граница, што е уствари нивото на Фибоначи секвенцата, пред да се придвижи нагоре повторно очекувам, со тоа што гледаме дека горната граница која што моментално не можеме да ја пробиеме, ги кореспондира со овој локален врв кој што е настанат буквално пред да формира оваа свеќа која што ни представува поддршка на цената и на некој начин гледаме дека претходно тоа било поддршка во претходниот bull маркет за сега да биде отпор. Многу слично на тоа што моментално го гледаме кај биткоин во онаа конвулзија на индикатори, че гледат истата ситуација. Имате ниво кое што претходно било поддршка на цената, за сега истото да биде отпор. Ева истата ситуација. Поддршка на цената во претходниот bull маркет, сега моментално представува отпор на истиот. Значи, гледано од Етериум, значи, реално под нас имаме буквално ова цело поле кое што било на некој начин во оваа ситуација акумулација, но подлабоко придвижување на истиот надолу не би ми изненадило, со тоа што гледаме дека и bull market support бендот исто како и биткоин поддршка на цената на Етериум. Така да искрено верувам дека Етериум ќе се задржи овде. Значи останува да видиме дали сум управо, но верувам дека ќе се задржи овде и гледаме дека и неговите индикатори се доста на некој начин ресетирани со оглед на фактот дека и Етериум достигна врв кога достигна 2100, значи локален врв, со тоа што од локалниот врв надолу моментално сме коригирани доста, каде што 100 кареса и после локалниот врв ни беше 100, а сега е моментално вредност од 25, што значи дека е oversold, препродаден, и RSI се наоѓа на 50, што значи дека не, голема веројатност дека 50 можеби ќе се коригира повторно нагоре, но сега за сега гледаме дека и од MACD и VWAP и од бранот на прилив на средства е се уште негативна на некој начин целата оваа ситуација, целиот овој сектор. Тоа е во однос на Етериум, искрено јас очекувам дека истиот ќе се задржи на ова ниво од 1755. Некои драматични промени, нормално фундаментална анализа би можеле тоа да го сменат, но генерално верувам дека тоа би било сега за сега се за Етериум. Ripple знаете и сами е еден од оние кои што се најдобри перформери во целиот овој период. Знаете и сами зошто е тоа така. Значи, уште еднаш ќе напоменам дека Ripple се наоѓа во една интересна формација која што претходно ја најдовме во bull маркетот на биткоин. Значи, претходниот bull маркет на биткоин се наоѓа во една интересна формација која што моментално ја имаме и во Ripple. Односно, ако погледнеме 2017 година, значи гледате 2017 до bear маркетот 2020 година, значи имаме буквално неколку врвови пред да дојдеме до следниот пробив во следниот bull маркет. Гледано на Ripple, буквално го имаме до сега слично на тоа. Значи, гледате, имаме корекција, прв врв, повторна корекција и на крајот конечно пробив нагоре. Корекција, прв врв, имаме повторна корекција, значи, гледате, имаме време, нормално тоа ќе биде некаде околу 90 до, не знам, 70 центи, зависи од тоа каде ќе биде повторната корекција, но јас верувам дека ќе имаме многу слично на оно што го гледаме моментално во овој претходен bull маркет на биткоин и во ситуацијата на Ripple. Значи, моментално ни гради еден огромен триаголник, кој што е представен со оваа црвена и оваа бела линија. Значи, само за да видите што уствари моментално јас гледам, за да ви биде појасно во однос на оно што објаснувам. Само момент. Значи, ова е триаголникот за кој што зборувам, кој што моментално го гледаме на Ripple чартот со црвената линија, со оглед на фактот дека овој тренд е пробиен. Дори истиот може да го ќе го задржам во секој случај. Значи, што е многу слично на овој триаголник кој што го гледаме овде. Значи, нешто слично би било овде. Во моментот кога истиот се пробива нагоре би било нешто вака. Значи, гледате.
Само што нас ни фали последниот дел кој што моментално гледаме овдека на Биткоин. Така да ова е чисто да видите што моментално јас гледам и што очекувам од истиот, но затоа и не се брзам со Ripple, иако можеби ќе добиеме некој напредок на цената, значи тоа е оно што јас го очекувам од следниот bull market. Со тоа што тренд линиите и понатаму остануваат затоа што се уште релевантни. Гледате дека горната граница на оваа тренд линија која што беше пробиена се уште е практично опор на цената и гледаме дека ово жолто поле кое што го поставивме уште од почетокот на нашата анализа се уште е таму, што значи дека целиот акумулационен период сме го погодиле до точка. Сега, гледано од претходниот bull market, значи ние направивме корекција до практично 50,61,8 пред да се придвижиме повторно надолу. Знаеме зашто е тоа така. Значи SEC и неговите глупости се причина поради кој што не успеа Ripple да направи свој нов all-time high. Со тоа што гледаме дека моментално Ripple е во многу позитивна состојба, затоа што успешно направи ритест на црвената линија која што не е 200 неделната средна вредност во овој сегмент и моментално се наоѓа на. Сега ова е една многу интересна формација затоа што веќе не е ни cup and handle, туку представува значи шолче со две рачки, со тоа што не може да биде ни head and shoulder, затоа што вториот дел треба да биде поголем за разлика од првиот, но еве, да речеме дека ќе го преземеме вториот како основа, за да ја направиме оваа формација, значи ова би била формацијата моментално, да речеме дека ова е head and shoulder, значи ова би било она што моментално го очекуваме од оваа формација, а тоа е да ги измериме практично овој врв до линијата на која што оваа формација се гради, и од истиот да видиме што би очекувале ако истиот се пробие нагоре. Гледаме дека се пробива и очекуваме да се придвижи до овој локален врв, а тоа е негде околу 95 центи, што би било логично да се придвижи до 1, како да речем, знаете и сами сме разговарали многу пати, тоа би представувале психолошка бариера на овој коин, еден би било доста битна и јака бариера, но битниот момент кој што мораме да заклучиме овдека е дека ова ниво, кое што е уствари главното горно ниво на овој акумулационен прозор, знаете дека секој ниво, колку повеќе пати е допрено, толку по-лесно е да биде скршен. Така да голема веројатност е дека наскоро ќе пробиеме нагоре, посебно доколку добиеме позитивни да речем вести за Ripple во следниот период, а тоа е во оваа недела. Гледано од индикатори, значи истиот е со малку вжештени индикатори, но верувајте ми, во оваа ситуација кога добиеме позитивен исход од она што го очекувам оваа недела, индикаторите нема да бидат воопште битни. На месечно ниво гледаме дека сме во многу добар тек нагоре, со тоа што RSI се обидува да пробие на 50, стока RSI е веќе oversold поради моменталната ситуација нормално 80,5 и гледаме и MACD и VWAP се е во нагорно движење, додека на неделно ниво за жал сме малку високо. Значи RSI ни достигна претходна вредност 64, моментално е на 59, сток RSI е веќе oversold. Направивме претходен врв, но пак ќе напоменам, во вакви ситуации кога имаме фундаментални вести кои што се многу поеќе од техничката анализа, значи можеме да направиме уште 3 врвови последователно и да не биде проблем само доколку имаме позитивни вести. Иначе гледано од друг аспект, значи сме доста високо и на RSI и на сток RSI и е потребна корекција. Останува да видиме какви ќе бидат вестите. Јас очекувам пробивање нова формација нагоре и очекувам позитивни вести, затоа што не гледам ни по точка разно како би можел во оваа ситуација да победи SEC, освен ако тоа не е директно корупција од страна на Америка, што не би ме чудело. Затоа секогаш оставам процент дека тоа може да биде случајот. ADA, значи ADA е еден од оние кои што беа најпогодени во оваа ситуација. Сега ќе погледнеме што се случува таму. Значи, прво мораме да забележиме на месечно ниво каде се наоѓаме. Значи, на месечно ниво се наоѓаме на пробивање на овој тренд, кој што беше уствари макротренд, кој што го држеше ADA во bear market во целиот овој период. Со тоа што ја очекувам дека овој тренд ќе биде пробиен многу порано, со оглед на фактот дека го имавме ова поле на поддршка на цената, каде што овдека бил отпор, сега моментално нели представува поддршка, со тоа што за жал поради негативни вести истото беше пробиено, иначе можете да погледнете дека горниот дел на ова поле беше поддршка во цената на ADA во целиот овој период. Ваквото пробивање надолу ни даде повторно една позитивна работа, а тоа е ретест на овој даунтренд кој што го имавме за целиот овој bear market. И знаете дека најчесто кога пробиваме едно ниво, подобро е да направиме ретест на истото пред да продолжиме се движиме нагоре. Тоа е во однос на месечно ниво, со оглед на фактот дека треба само да ги погледнеме и индикаторите. Сега ова не ми се допаѓа, така да се надеваме дека на месечно ниво нема да заврши со негативен MACD.
затоа што RSI и сток RSI се одлични, се на многу ниско ниво, 41 и 36, значи дека имаме уште многу простор за движење нагоре, но MACD само што направи позитивен пробив нагоре, сега моментално повторуваме ваков пад, да се надеваме дека за месечно нема да заврши така, односно дека во следниве неколку недели ќе се коригира ада нагоре, со тоа што гледаме дека еве тој терк, каде што овој пагешки триаголник, кој што во исто време беше овој тренд кој што ви го покажа на месечно ниво, го ретестиравме уште еднаш и сега моментално значи можеме да избришеме и од Фибоначи секвенцата затоа што го пробивме надолу, но како и да е, направивме ново дно. Значи тоа е една многу битна работа на ада затоа што направивме ново дно од претходното кое што го воспоставивме во декември, што е позитивна работа туку гледате од аспект на акумулирање на ада, што јас гледам и затоа и купив. Сега да напоменеме дека моментално на неделно ниво се наоѓа крајно надвор од Болинџер бендов, што значи дека прашање на време е кога веднаш ќе се коригира назад и тоа се случува најчесто брзо. Гледате дека во секој момент кога се излегла надвор Болинџер бендов, свеќата дури не ни завршила и се вратила назад во истиот. Без разлика дали е во една или во друга насока, секогаш кога тоа се случува, гледате, во следната свеќе веќе се враќаме назад во Болинџер бендот и во оваа ситуација, значи Болинџер бендот завршува негде околу 3,03. Еве, за да видите подобро, би било паметно кога би го промениле како линија, само затоа што не сум го правил ова долго време. Можеме да погледнеме дека е моментално на 0,3. Така да враќањето на Болинџер бендот би значило доста солиден профит во оваа ситуација од моменталната цена, би се вратил негде 13% нагоре. Сега останува да видиме кога тоа ќе биде, можеби ќе биде следната свеќе, можеби ќе биде оваа нормално, но сме многу негативно продадени и гледаме дека индикаторите се крајно ресетирани. Оно што ви го кажав, ресетирање на индикаторите ни е потребно, можеби не волку брутално, но е подобро за нас. RSI моментално падна на вредност од 35, што е скоро па и ќе биде препродаден. Сток RSI е веќе препродаден со 26,7. Гледаме дека и VWAP и MACD паднаа од карпа надолу, така да голема е веројатност дека наскоро ќе направиме и локално дно. Во секој случај пак ќе кажам, значи станува збор за проект кој што мене ми е многу мил, мислам дека има многу добра иднина, моментално развиваат големи проекти и големи напредоци во криптосферата и гледаме дека исто така за разлика од повеќето е под bull market support бендот под 200 неделната средна вредност, така да време му е потребно за истиот да влезе во bull market, кое што нели гледаме дека е случај со Bitcoin, Ethereum и Ripple, односно коригирање над bull market support бендот, негова успешна корекција и 200 неделната средна вредност. Сега, ада очекувам да се врати постепено нагоре, доколку немаме повторно некои страшни вести, но гледано од аспект на тоа што има моментално да понудат лето, очекувам истиот да се коригира надолу. Нагоре се извинувам со тоа што ова беше многу добра шанса и јас да го купам ада и тоа го купивме негде на 25, 0,25. Така да јас не се жалам, тоа ми помогна да акумулирам дополнително и моментално имаме многу солидна позиција во ада како проект. Значи тоа беше за ада, дот е на некој начин малку во лоша ситуација, сега ќе погледнеме зошто. Значи дот на месечно ниво е доста ниско, се наоѓа на претходниот, ова е самиот почеток на проектот, односно првата корекција на овој проект моментално ни направи дупло дно. Односно во оваа ситуација имаме double bottom на дот на многу голема макро шема, со тоа што жално во ситуацијата е тоа што повторно добивме негативен MACD, односно за придржување надолу, но со оглед на фактот дека RSI е препродаден на 21,8, а тоа е на многу големо макро ниво на месечно, верувам дека ова нема да заврши така и до крајот на месецот ова ќе се поправи. Останува да видиме, но тоа е она што јас го очекувам. Гледано на неделно ниво, гледате многу појасно може да видите дека имаме дупло дно во оваа ситуација и тоа е добра работа затоа што ваквото дупло дно може да ни предизвика многу добро придвижување на дот нагоре. Ќе го оставам чисто да имаме представа. Сега за жал не го погодивме акумулационото поле на дот, ние очекуваме дека ќе се движи од 11 негде па до 6. Зошто е тоа така? Затоа што ова ни соодветствуваше со претходниот локален врв пред да добиеме корекција и влез во следниот bull market. Затоа очекуваме дека во овој сегмент ќе биде претежно акумулацијата на дот, но за жал не успеавме да го погодиме соодветно. Сепак ќе го оставиме како поле затоа што е доста битно во оваа ситуација
како отпор на цената на DOT. Моментално, значи имаме неколку нивоа кои што мораме да ги гледаме, за разлика од ADA, каде што над двата тренда веќе беше поминат. Во оваа ситуација DOT се наоѓа на вториот тренд од двата, од претходниот bull market, затоа што имавме дупол врв, како што тоа беше ситуацијата со Bitcoin, каде што од претходниот врв, од првиот врв кој што го креиравме во 2021 година, значи имаме моментално тренд линија која што представува пречка на движење на DOT нагоре, но повторно, значи DOT постепено гледате дека ги преминува овие пречки и прашање на време е кога конечно ќе успее да се придвижи нагоре, затоа што имаме многу солидна основа која што веќе два пати успеа да задржи цената, доколку немаме некои повторни манипулации на пазарот и негативни, верувам дека прашање на време е кога ќе пробие оваа тренд линија и ќе се придвижи нагоре солидно. Исто така гледаме дека е крајно низок во однос на индикатори. Значи неговите индикатори се 36 RSI и 11 за 100 RSI. Значи е многу низок. Со тоа што MACD се наоѓа на вредноста од минус 60, што најчесто представува момент каде што истиот се придвижува во обратна насока, и гледаме дека и VWAP и одлив на пари имаме доста, но да не забораваме повторно, DOT представува еден од најактивните, односно не еден. Со месеци наназад DOT представува најактивниот проект според девелопери, според нови скрипти, според нови проекти и според развивање на екосистем. Така да ова, и тоа не само DOT, туку и неговиот помошен софтвер, односно Kusama, значи овој втор леџер кој што го прават за тестнет, и он е на второ место после DOT. Значи толку многу се гради на овој екосистем, така да за нас не представува проблем ова. Јас си понатаму продолжувам да верувам во овој проект. Следно е BNB. BNB е доста интересен, зашто е тоа така сега ќе ви објаснам. Значи BNB е еден од коините кој што најмалку се коригираше во претходниот bear market, а тоа е со причина нормално, со оглед на фактот дека станува збор за коин на менувачница. Значи знаете и сами во однос на тоа каква е тоа интересно што мора да го забележиме. Значи кога држиме коин на менувачница, гледајте, за разлика од другите коини и токени, помалку се коригираше дури и од Bitcoin, значи само 66% се коригираше BNB, затоа што ова е поради фактот дека Binance беше многу добар во претходниот bear market. Значи имаше многу голема акумулација, многу проекти, многу успех, така да во оваа ситуација и тоа е една од главните причини поради кои што BNB не се коригираше толку многу како останатите коини, нешто слично на Matic, со тоа што гледаме дека BNB никогаш не ни паднал, само што не е тоа 200 неделната, туку тоа е да погледнеме, тоа се извинам, паднал. Се извинам, но ова е во оваа ситуација имаме третата, само да видам дали беше тоа 500-200. Значи во оваа ситуација ние обратно. 200 неделната средна вредност се представува љековата, каде што гледаме дека моментално буквално коригираше точно до 200 неделната средна вредност и дека од оваа 200 неделна средна вредност, која што најчесто представува поддршка на bull market за пробензо, како што кажавме, како што било и во претходниот bear market, можеме да погледнеме ако ја продолжиме вака. Значи ваквата корекција за BNB до 200 неделна средна вредност е одлична, но можеме исто да погледнеме дека се наоѓа надвор од Bollinger Bandот. Bollinger Bandот е на вредност од 270, а токенот е на вредност од 236, така да само ако се врати назад во Bollinger Bandот ќе добие 15% на вредност, ако се врати нормално сега, останува да видиме како тоа ќе се одвива во следниот период, со тоа што уште еднаш ќе напоминам, многу битна работа е тоа дека овој токен е исклучиво поврзан со судбината на Binance. Значи да бидеме реални, како Binance ќе се покажи што ќе се случува со Binance е исклучиво битно за иднината и на овој токен. Значи не го заборавајте тоа, без разлика дали самиот BNB има свој чейн. Јас очекувам дека ако се случи нешто на Binance, BNB ќе ја следи судбината на Binance. Со тоа што гледаме дека во претходниот период, во целиот овој bear market, значи ова локално дно кое што е воспоставено пред првиот врв од 2021 година, ни представува дно до кое што постојано сме се коригирали. Исто и во оваа ситуација сме многу блиску таму, а додека целата негова формација моментално гледаме дека е во флег формација, значи уште од самиот почеток на целиот овој bear market. Значи гледаме дека ова е флег формацијата која што моментално можеме да видиме овде и би била целосно реализирање на истата. Се извинувам само магнетот да го уклучам. Значи реализирање на оваа формација, да речеме за следниот bull market, што повторно не мора да значи дека можеби ќе успеат да го победат, не знам, останува да видиме со оглед на фактот дека нели Америка и се е можно,
Значи погледнете, тоа би предвижувало во следната горна граница на овој канал, по кој што се движи во целото негово постоење, што би било многу голема пара, тоа е $9,900, но нели, не разговараме за потенцијални, само ви кажувам што би се случило доколку успееме да исполниме оваа формација. Односно, BNB самиот по себе гледаме дека и не се коригирал ни толку многу во индикатори на неделно ниво, значи, иако моментално е на добар момент, затоа што имаме 36 за RSI и 100 RSI на вредност од 9, што е многу добро гледано од аспект на oversold, на препродадено, и нормално MACD и VWAP се во негатива. Само на крај да погледнеме и на месечно ниво како сето тоа се одвива. Значи, на месечно ниво исто така е со... Тоа е оно што ви го кажувам. Значи, гледате, неговата вредност на RSI никогаш не се помрднала под 50 поради оваа причина, затоа што и токен не се коригирал толку многу. Само 100 RSI е моментално негативна вредност од 20 на месечно ниво, што е доста битна работа во потенцијал за придвижување нагоре. И само ќе напоменам уште еднаш, не заборавајте дека Мурика не е единствената земја. Binance му е дозволено да работи на многу различни места за разлика од нели Мурика, и Binance и понатаму продолжува да биде глобална платформа. Ако затворат Binance US, тоа не значи дека и Binance ќе биде затворен. Значи, ако имаше коминглинг до сега, ваквото повлекување масовно од Binance ќе предизвикаше колапс на истиот. Не ги бранам, значи ниту имам нешто од нив, ниту ме интересира. Единствено што имам од нив е тоа што и понатаму продолжувам да користам оваа платформа во претходните неколку денови и покрај целата оваа паника без никаков проблем. Да ставам средства, да извадам средства од банка, од wallet, немав никаков проблем. Значи морам да го напоменам тоа, FTX кога се случи паниката на пазарот во рок од 2 дена они веќе беа целосно блокирани. Значи немаше никаков влез и излез на капитал, немаше никаков влез и излез на коини. Не е случајот со Binance и ова не е прва паника на Binance. Америка може да си лае, караванот си врви. Дали ќе успеат или не знам. Вас ви е најбитно да си ги зачувате коините надвор, без разлика дали е тоа Binance или OKX или не знам која, не е битно. Чувајте си ги токените на Cold Wallet, тоа од секогаш било на некој начин советот кој што го даваме на сите оние кои што следат овој канал. Нема подобро од Cold Wallet за да немате проблем доколку било што се случи, затоа што никогаш не може да бидете 100% сигурни. Таа ова е 50 месечната средна вредност која што моментално кореспондира со потенцијална корекција до повторно оваа долна линија. Sol не е еден од моите омилени, затоа и стои со посебно знаменце овдека, затоа што морам да го земам во предвид, но е нешто што мене не ме е искрено мило. Значи Sol очекуваме дека ќе го акумулиравме нормално од 23 до негде 45, со тоа што и овдека за малку го промашивме, затоа што не очекуваме дека ќе пропадне под ова месечно ниво на $20, но тоа беше поради ситуацијата со FTX, тоа беше поради ред други случаи од типот на блокчейнот им паѓа секоја недела. Затоа ако не се случуваше FTX, што може да видите овдека ноември и декември 2022 година, значи ние точно ќе го фатевме целото ова акумулационо поле, но значи тоа е оно што постојано ви кажувам. Техничката анализа може само толку да ви помогне, мора да следите и фундаменталната. Затоа и гледате дека ако не се случуваше падот на FTX, ние буквално ќе сме го определиле прецизно и точно целото акумулационо поле за FTX во овој bear market, што за жал не е случајот. Но гледаме дека и ако успеа да се врати горе на тоа месечно ниво, сега повторно е во корекција надолу поради ваквиот делист од страна на Robinhood. Неговите вредности се доста добри, 41 со 25 RSI, 100 RSI, што е со многу голем потенцијал за движење нагоре, со тоа што моментално гледаме дека имаме уште добро. Значи MACD само што не се коригира нагоре. Гледате, значи имавме еден обид, сега ова претпоставам ќе биде втор обид наскоро, за да се коригира нагоре, затоа што овие индикатори се буквално цел еден bull и bear може да најдете во еден обичен MACD на месечно ниво. Сега, гледаме дека самиот bear market, повторно ќе кажам, ако не беше оваа ситуација со овој жолт X, што уствари падот на FTX, немаше да биде во ова поле, туку ќе беше внатре во самиот триаголник, како што можеме да видиме и овде, но се уште не сме успеале да победиме оваа горна тренд линија која што ни е вспоставена со врвот во 2021-та на крајот и 2022-та ова е почетокот на bear маркетот, со тоа што гледаме дека моментално буквално се обидуваме да пробиеме на оваа тренд линија кога се случи ова што се случи, со тоа што ако поставиме Фибоначи од крајот на bear маркетот, тоа е декември-јануари 2023 година,
и оваа да речем секвенца ни покажува дека се коригирал практично до 78,6, а се враќа и верувам дека свеќата ќе заврши на 61,8, што представува golden ratio, што би било одличен момент за корекција на овој токен нагоре, доколку нели немаме повторно некои сераторски вести и нормално гледаме дека истиот се уште се движи во овие две тренд линии. Така да гледате ова зигзаг движење, прашање на време кога ќе пробие нагоре, со оглед на фактот дека се послабе и послабе горната тренд линија и нормално треба да го победи и ова локално дно кое што е представено со месечно ниво. Така да Solana фундаментални вести не знам што да ви кажам, значи не сум задоволен, проектот паѓа секоја недела, тоа е катастрофално за еден Ledger проект, значи поентата на Ledgerот е да функционира, а не да треба да го поправате секоја недела. Гледаме дека гледано од RSI и Stock RSI е на 40, Stock RSI е на 25, значи oversold, и гледаме дека за жал поради ваквите вести е во негатива и со MACD и со VWAP и со одлив на средства. Тоа е во однос на Sol. Matic е исто така многу погоден од целата оваа ситуација, само да го најдеме каде се наоѓа. Matic. Значи Matic гледано на месечно ниво ева ситуацијата, значи можеме да видиме дека имаме прв врв, повторно 2021-та, потоа имаме корекција, втор врв крајот до 2021 година, знаете и сами, тоа е уствари како и се движеше самиот bull market со два врва, каде што ова локално дно ни представува така речено моментот каде што се уште се задржува оваа цена на самиот Matic. Сега, гледаме манипулација. Тоа е уствари овој момент кој што започна уште претходниот месец, се уште трае, овој црвен диамант, што ни значи голема корекција која што се очекува, но ќе видиме дали сето тоа ќе се реализира. Гледано од претходниот bull market, ова е исто така еден од оние токени кои што многу малку се коригираше. Значи гледано до претходното дно, достигнал, само да видиме точно. Добро. 89. Значи имаше проекти кои што се коригира и 99. Така да тоа е солиден момент, блиску до вредноста на биткоин по корекција и гледаме дека се уште оваа тренд линија ни представува поддршка на цената, иако пред тоа сме имале пробив, ни представува поддршка на истата. Со тоа што имаме и друга тренд линија доле, доколку истиот падне, што е премногу, 20 центи, тоа би било, ако мене прашувате, одличен момент да купам повторно, затоа што Matic има најголем број на партнери во овој bear market, така да очекувам дека тоа ќе значи многу добра опција за повторно купување. Сега, 200 неделната средна вредност е оваа јакова линија, заборев да ги сменам боите. Значи 200 неделната средна вредност моментално е малку под вредноста на Matic, така да останува да видиме како ќе заврши оваа неделна свеќа во текот на овој ден, но не изгледа дека ќе имаме пробив нагоре, тоа е уште некои 10%, за да можеме да завршиме над истата, така да тоа не е добро, реално ако мене прашувате, со тоа што повторно, значи ева истата ситуација. Имаме тренд линија која што буквално ја ретестиравме во оваа ситуација и нормално цената се врати точно на ова ниво кое што претходно ни било поддршка, каде што и сега верувам дека ќе ја задржи оваа поддршка и нормално сега останува да видиме како ќе се предвижи сето тоа, но поставено од претходниот bear market дно до овој момент, гледаме дека ова ниво е дополнително потврдено и од 78,6 левел на Фибоначи секвенцата, каде што моментално и заврши корекцијата на Matic надолу, така да верувам дека имаме доволно, ако пак ќе кажам, немаме некои Black Swan евенти, верувам дека имаме доволно сила за да ја задржиме цената овде, со тоа што повторно надвор од Bollinger Band, како и останатите коини, голема е веројатноста дека ќе се врати во истиот, а во Bollinger Band би бил и над 200 неделната средна вредност, што во оваа ситуација ќе ни помогне и да се вратиме над 200 неделната средна вредност, што е доста добро. Гледано од аспект на индикатори, значи Stock RSI е на 16, RSI е на 34, многу голема корекција. Гледаме дека и самиот MACD е точно до левелот на 60, кој што најчесто представува момент каде што имаме промена на трендот нагоре, и гледаме дека VWAP е доста длабоко надолу, заедно со одлив на средства кој што моментално и гледаме од овој бран, но пак ќе кажам, Matic има најголем број на партнери од овој bear market
и се едни од најактивните проекти, така да јас и понатаму останувам со овој проект, очекувам многу од истиот, без разлика што моментално нема попаметна работа во СЕК, па си играат глупости и си тужат проекти, нели, ќе се преселат сите овие проекти и после тоа нема да имаат веќе проблем. AVAX исто така, еден од најуспешните во овој bear market, за жал не успеавме да акумулираме AVAX, можеби сега е добар момент, но нели, и тоа ќе се случи наскоро. AVAX гледано од аспект на моменталната ситуација, ќе се вратиме прво на неделно ниво, што можеме да забележиме. Значи, гледате, истата ситуација, ова е практично локално дно, кое што е воспоставено во јули 2021 година, оној summer low, пред вториот врв, затоа што AVAX влезе касно во тој bull market, така да пред да го воспоставиме вториот врв на крајот од 2021 година, дното кое што го постигнавме летото, не кореспондира со моменталната ситуација која што гледаме овде, но дното би било вака многу подобро представено како што може да видите, значи затоа што кореспондира ова прва корекција со моменталната корекција овде и моменталните две корекции овде. Со тоа што да не ве исплашам, но ова би представувало head and shoulders по стандардна техничка анализа, ова би представувало head and shoulders формација, со тоа што не може истата да биде реализирана, затоа што ако се реализира, ова би влегло во нула, се разбираме, значи би влегло во 80 центи. Што јас не верувам дека ќе се случи, со оглед на фактот дека сме пред влез на следниот bull market, и затоа верувам дека оваа корекција овде ќе заврши. Гледате дека акумулационот поредот сме го покодиле петка, така да единствено што направивме е што не акумулиравме, иначе акумулационот поред сме го направиле супер. Гледано од аспект на тоа каде се наоѓа во однос на прво Bollinger Band, значи се наоѓаме само малку под истиот, моментално цената е на 11,5, а Bollinger Band е на 12, само момент. Исто така гледаме дека акумулационото поле кое што ни представува практично ова против свеќа на месечно ниво, не е точно запазено во еден и во друг наврат, значи во оваа ситуација корекциите се точно во и до границите на акумулационото поле, значи толку добро сме го направиле ова. 200 неделна вредност се уште нема, за да можеме да забележиме, но се наоѓа под bull market support band, значи претходниот обид не успеа да задржи цената, така да се наоѓаме под bull market support band, но гледано на макро аспект се наоѓаме во овој канал кој што практично го движи во целиот овој период на bear market, така да ако гледаме ова би било супер корекција, зошто? Затоа што имаме канал во кој што успеавме да пробиеме под него, за жал, пробив нагоре, ритест на истиот пред да продолжиме да се движиме нагоре, што моментално практично може да се каже дека успешно направено. Сега горната граница на овој канал е негде околу 21, останува да видиме дали ќе достигнеме сега или малку подоцна. Но верувам дека моментално имаме солидно ниво кое што ќе биде запазено и дека овдека на некој начин е крај на корекцијата која што гледаме во AVAX. Исто така RSI е на 35, сток RSI е на 8, што е сосема добра корекција во овој аспект од bear маркетот, тоест bull маркетот самиот почеток, и гледаме дека MACD почнал да се заоблува, но поради последниот страф на пазарот се придвижил наголо повторно и се наоѓа многу блиску до 60, каде што најчесто се случуваат и корекциите на MACD, VWAP е надолу и имаме благ одлив на средства од AVAX, но повторно AVAX е еден од најуспешните проекти во овој bear маркет со развивање на своји проекти со партнерства и верувам дека истиот ќе се одрази добро во следниот bull market. Линк ни е следен. Линк е исто така еден од оние кои што јас лично верувам многу. Само да го најдеме каде е. Значи гледано на месечно ниво, линк точно сме го погодиле исто така акумулационото поле, кое што ни представува буквално над ова предходно акумулационо поле пред врвот во 2021 година, каде што сме направиле еден врв, нормално, не знам дали го следевте, но Линк представуваше првиот гейнер во 2019-2020 bull маркетот и како таков, значи во претходниот bull маркет се прослави многу, со тоа што значи имаше прв blow off top, па направи акумулација и во вториот сегмент повторно направи blow off top во текот на bull маркетот, што можеме да видиме овдека, со тоа што оваа акумулација ни представува и практично долната граница на акумулационото поле кое што го гледате овде, и се уште цената се движи таму, и не верувам дека ќе го пробие ова поле. Гледано од аспект на индикатори, сток RSI на 23,
RSI е на 40, што се доста ниски за овој дел, значи имаме уште многу простор за движење нагоре. Сега повторно истата ситуација, гледаме дека MACD само што ја промени сигналната и базичната линија надолу повторно, да се надеваме дека тоа ќе се коригира до крајот на овој месец, за да имаме повторно придвижување нагоре на MACD, што е многу битно во овој дел од булмаркетот. И на неделно ниво, значи гледате уште подобро, неделно ниво, буквално долната граница на ова акумулационо поле. Можеме да видиме од индикаторите дека се исто така солидно ресетирани, значи RSI на 36, сток RSI е на 7, што е многу добро. MACD VWAP нормално тоа е се во пад, веќе очекувано со оглед на фактот дека имаме голем старт на пазарот, но него менува фактот дека се наоѓаме доста ниско за да имаме потенцијално следно движење во овој bull market, со тоа што повторно имаме своевиден канал кој што е представен од овие два локални врва, кој што моментално гледаме дека во 1, 2, 3 наврати, со тоа што оваа долна тренд линија моментално ни представува така речено пречка за придвижување на Chainlink нагоре. Сега повторно, значи пак станува збор за крајно успешен проект, најголемиот Oracle нема ниту блиску кој би можел да го замени и дополнително не забораваме за неговата уникатна соработка директно со Swift, каде што Swift директно не само што верува во овој проект, туку и финансира во истиот, со цел нели да го искористи за потенцијално ангажирање во поврзаност со блокчейн технологијата, и тоа има некој и ваквата второстепена соработка која што моментално развиваат е буквално во тест фаза за поврзување на буквално панки, различен тип на проекти од криптосекторот како менувачници и самиот Chainlink како медиатор помеѓу Swift и останатите нели во ситуација различни проекти, но за тоа ќе поразговараме во вести. Сега само сакам да ви го напоменам како момент и нормално Atom како еден од најголемите, најстарите, нормално сакам да го спомнам исто така. Значи на месечно ниво можеме да погледнеме дека Atom се наоѓа исто така. Значи во прилика ја погодивме и овде кај оваа акумулациона зона која што се наоѓа точно пред ова ниво кое што ни е така речено bear market од 2019 година, кое што беше претходно отпор, за сега моментално да биде поддршка во и претходниот bull market, па и сега во овој bear market. Така да во оваа ситуација, значи на некој начин доста добро сме ја определиле оваа акумулациона зона каде што се наоѓа цената на Atom, иако сме имале два пробиви нагоре, но гледано од индикатори, значи се наоѓа исто така доста ниско, затоа што се наоѓа на самиот bear market, нормално почетокот на bull. Гледаме дека се наоѓа многу ниско и самиот MACD на минус 35 и имаме негативна вредност на VWAP, но тоа е само прашање на време кога ќе се коригира со оглед на фактот дека се уште не сме влезени во соодветен bull market. Нормално тоа највеќе можеме да го видиме на неделно ниво, каде што се уште сме буквално во овој така речено канал, представен од претходните два врва, едниот нели во 2021, другиот пред самиот почеток на bear маркетот, со тоа што гледаме дека нели цената направи корекција под во овој канал и повторно моментално се наоѓа на долната граница на истиот, односно на оваа тренд линија која што представуваше врв, поддршка на вториот врв и сега веќе повторно представува поддршка на цената на Atom во овој момент, со тоа што гледано од претходното дно имаме 78,6% корекција која што е нели запазена од ова ниво на Фибоначи. Сега дополнително гледаме дека истото се наоѓа во акумулационата зона, запазена од ова ниво, кое што беше, како што кажеме претходно, отпор, за сега моментално да биде поддршка на цената, и нормално исто така како и останатите гледаме дека се наоѓа надвор од Bollinger Bandот, а истиот моментално е на 8,8, а цената на Atom е нешто пониска, така да доколку би се вратил назад моментално би добил 7,6%. Сега, останува да видиме дали тоа ќе се случи. Како и да е, истиот како и останатите се наоѓа под bull market support band-от, се наоѓа под 200 неделната средна вредност, така да потребно е време за истиот како и останатите нели шампиони од криптосветот да се вратат и започнат следен bull market, што нормално ќе го проследиме во следниот период, и нормално последно да ги запазиме индикаторите, значи RSI се наоѓа на 36, сток RSI се наоѓа на 16,6 и нормално овие се негативни како и останатите, со тоа што MACD се наоѓа многу блиску до 60, каде што најчесто правиме корекции на големи рокови, во оваа ситуација големи временски интервали.
Така да, тоа е се што имаме да кажеме во однос на самата техничка анализа. Гледаме дека има доста поддршка на нивоата на кои што се наоѓаат поголемиот дел од овие топ 10 коини и тоа на некој начин беше со цел да ви покажам дека оваа корекција не е толку страшна колку што изгледа, затоа што во споредба со самиот бан во Кина, значи имавме многу поголема корекција која што беше со многу поголема паника проследена во светот. Така да, сакам да кажам дека се уште сме рано во овој bull market, значи дали ќе добиеме дополнителни Black Swan event вести, не знам. Оно што знаме дека гледано од самиот биткоин и понатаму продолжуваме на добар тренд во овој bull market и истиот прашање на време е кога ќе го привлече тоа и за останатите алткоини. Така да продолжуваме како и секогаш, значи јас не продавам ништо од моите позиции без разлика што ќе се случи повторно на пазарот. Битно е да забележам дека нашето портфолио продолжува да расте, не да се намалува, ниту во еден момент ваквиот страф нема да не натера да продадеме дел од своето портфолио, посебно со оглед на фактот дека ваква децентрализација можеме само да сонуваме ако државите не се доволно глупави ова да го направат, како што беше во ситуацијата со Кина, сега истото го повторува и Америка. Па би било кажано како кај нас во Македонија и во Велес, значи жабата го видела конјот како ја дава ногата за подковица, па така и жабата ја дигнала ногата, така и Америка во оваа ситуација се обидува да емитира тактика која што им успеа на кинезите, ништо ново, но за жал тоа се одразува негативно на пазарот кој што моментално го следим. Така да како и секогаш, ако ви се допадна ово видео и ако нели ви ги разлесни работите, предложете го на македонци со цел да бенефитираат од овој негатив, од овој бесплатен материјал и нормално како и секогаш се гледаме во следното видео. Поздрав од Крипто Гемиџи.